Односот на ТВ презентерки е многу чуден. Како демек, почитувани гледачи, добро вечер, јас сум тука поставена само за да ви пренесам дека во Египет има 70 жртви во борбата за пат на режимот. Во Јапонија имаше нов земјотрес во кој пола Токио погина. И ништо, јас сум тука само да пренесам. Човече нема никаков однос кон темата. Дури секогаш со блага насмевка и како да истои во мислите. Господе, колку сум пресекси, дури зборвам. Најцрни вести пренес вид секој ден по 3 пати и гајле нема. Ладнокрвна е ко кобра на плюс 50. Порано во среден век, ако си бил гласник што пренес вид лоша вест, обавезно те убивале. Колку сакаш биди секси. Ке го изнервираш кралот и готово. Или те убиват, или јазикот ти го сечи. За да се спречи понатамошно ширење на лоши вести. Оваја не само што ќе продолжи да шири лоши вести, туку и платата ќе ја покачат заради зголемена гледаност. Ми се чини дека ваква типка немат кошмари како ние што имаме. За нас кошмар е, например, да се сруши пола град од земјотрес. Да не нападнат терористи, цунами да рокни. За најзе тоа е секојдневие. Колку поќе катастрофи, толку поубо. Поќе работа ќе има. Ако немат ништо ново трагично, дома цела депресивна се враќат. Шо ти е бе, сонце, шо си ваква? Значи денов не знаеш колку ми е тапа. Цела недела е тапа, човече. Ништо лошо се нема десено. Живи на некој во Капиштец, што му паднала саксија дур си купил весник. Тројца деликвенти ограбиле трафика и Бугарија ќе одела на следната Евровизија со ремикс на Минаха години. Што и не е така лошо. Одвратно се осеќам. За незе кошмар е ако сон вид убај работи. Ако сакаш да ја измачуваш, кажи ви само убај работи. Имат ме во светов, секој со секого се сака. И бруто националниот производ го достигна својот максимум. Тогаш гарант ке е во агонија. Да се разбутиш и да и речиш: од денес натаму нема да имат ништо ново. Ама и нејзе не е лесно. Секоја професија си делува врз човекот. И може да се јави професионална деформација. Например, како што поминувит по улица и гледат двајца се расправет зашто направиле сообраќајка. Едниот го потчукнал другиот во крилото од колата. Одма ќе почни да ги манипулира типкава. Ај, не правите се многу фини, искарајте се ко луѓе. Вака ко некој ученичиња сте. Земи учукај му ја една. Тој не ти ја скрши само колата, тој ти го скрши принципот. Да видиш за жена ти шо рече. Ако се испотепате, ќе ви има навести. А следниот пат, ако имате храброст да направите ланчан судар, ќе ве ставам во дневникот во 7. Ако не почнат телевизиите да создават немили настани ради конкуренција и рейтинг, јас ево. Ќе отворит, например, некој бурек джилница и ќе му речат: ако сакаш да се пробиеш, треба да ставиш реклама на телевизија. А ако сакаш цел свет да те разбере, тогаш стави цијанид во бурекот. И од каршија отвори продавница за здрава храна. Тогаш во дневникот, како главна вест ќе оид: купувачите се отруе од цијанид, тој се отру од пари. Се чудам како човек се навикнува да немат однос кон тоа што го збори. Гарант требит некој јак тренинг. Не, стварно не знам како го постигнуват спикерине на вести тој зен стадиум. Имат факултет за ладнокрвност завршено. Замисли професоров кој ќе ги испитвит на колоквиум. Почитувани колешки и колеги, в петок имаме испитна сесија за вести од типот семејно насилство. Секој да ја донеси мајка си. Испитот се состои во тоа што прво секој ќе си ја столчи мајка си, а потоа ладнокрвно ќе му го соопшти тоа на семејството.
Присуството на семејството не е задолжително. Мамо, ти ми е толкова... Ало? Тато? Мама скина конци. Слабо, колешке, слабо, многу слабо. Материјалот не ви е усвоен, а искрено да ви кажам, мислам дека сте го сгрешиле факултетот. Ви советувам да се запишете на одсек "Плачам на погреб". Вакви како вас не се потребни во етерот. Кој е следен? Повелете, колешке. Ало? Тато? Излеговме в град со мама. И го сменав личниот опис. Се враќаме по рекламите. А таа кутра? Мајка, мислиш лесно е? Се ќе сторит само за момичето да дипломират. Не, стварно не ги разбирам како може така ладнокрвно бе. Реклама на билборд да прочиташ ќе осетиш емоција, а не црна вест. Читаш пример на билборд. Вулканизер Ѓорѓија. Одма ќе ти се смотат во умот. Ѓорѓија, дете на разведени родители. Во основно сите го заебаваја, никако не можеше да се адаптират. Средното одвај го заврши, пошто го имаја фатено. Прво наоко, после со хероин. И пошто татко му и мајка му беа разведени, одинаед не одеа на родителска. Ама на крајот, научи занаед, успеа, стана вулканизер. Вулканизер Ѓорѓија. Се прашувам дали таква ладнокрвна типка може да биде добра мајка. Например, кој ќе дојде детето да ја кажи: Мамо, надвор игравме со топкава и покрај сијалицата имаше соголен кабел со струја. Мики го фати и пепел се направи. Таја не реагираат бурно ко секоја мајка, реагираат како да и се јавил колега од теренот. Ви благодарам, колега сине, останете со нас. Се враќаме по рекламите. Кузничо сопруга ќе биде. Маши да и се јави од налов цел во паника. Ало, Злато, не нападна вепар пола од другари вегиски, на не знам која ќе се вратиме, можит малце ќе се подзабам. Добро, кога сакаш врати се, само донеси слики од теренот. Со ваква статија можам главен уредник да станам, човече. А тие што не се 100% ладнокрвни, им давет втора шанса. Временска прогноза. Тие студират 2 години помалку од другиве спикери, пошто целиот материјал се состои од под А може да врнит и под Б може да не врнит. Све друго е комбинација. И нормално заради 3 блока реклами во вести за времето, информацијата дали ќе врнит или не ќе врнит ја име додатно искомплицирано. По сончева недела следува променлив викенд. Старите велат затишје пред бура. Во текот на викендот ќе преовладува променливо облачно време со услови за слаб дожд во котлините, а евентуално и снег на повисоките места. Никогаш не сум знаел која е разликата помеѓу променливо облачно и до умерено облачно време. Или кој ќе каже спикерот, деновиве времето ќе биде сончево и тивко. Ај сега објасни ми што имат врска времето со аудио пејсажот од околината. Сончево окей, ама како тивко? Ама ако живееш до најјаката турбо фолк кафана на Балканов и вечерта гостуват Гергана од Пајнер, нема да е сончево, а бога ми ни тивко. Или ако му стигнат на комшијата 10 кубици букова граѓа за сечење, може да е сончево, но не и тивко. Врти сучи во однос на вестиве муабетот е ист. Шо помалку знам, посреќен сум.